Почитувани, започнуваме со новото издание на спортскиот преглед на телевизија Мега. Во новото издание акцент ставаме на спортските случувања во општина Битола, но и во светот. Разговараме со новиот претседател на Сојузот на спортови на град Битола, Предраг Созовски, со стратегот на фудбалскиот клуб Пелистер, Миле Димов, и со капитенот на Пелистер, Горан Пашовски. Останете со нас и следете не. Во спортската сала при основното училиште Свети Климент Охридски во Битола се одржа финалниот општински надпревар за основни училишта во кошарка во машка конкуренција. По таа пригода разговараме со претседателот на Општинскиот сојуз на училишен спорт Предраг Созовски. Сезоната на општинските надпревари во организација на Општински сојуз на училишен спорт е во полнек. Денеска основното училиште Климент Охридски е домаќин на финалето на општинското првенство во кошарка. Имаме голема масовност, имаме голем интерес на самото првенство. Учество заедоја сите основни училишта, значи околу 150 ученици беа офатени во самиот систем на надпревари, се помина во најдобар ред, се надеваме дека и во финалето ќе биде така. Заврши надпреварот за третото место, трето место основното училиште Гоце Делчев, четврто место основното училиште Даме Груев и сега ќе видиме следоци на финалето помеѓу домакините основното училиште Свети Климент Охридски и основното училиште Ѓорги Судари. Стварно е максимално исполнета сезоната. Општинските првенства одат во сите спортови редоследно. Кога ќе завршат кошарките, следуваат првенствата за основни и средни училишта во ракомет, машка и женска конкуренција, потоа одат фудбалите. Победниците учествуваат на регионални првенства, доколку ги поминат одат на државни првенства. Нашиот град е доста успешен и веќе имаме и доста учесници на државните првенства. Се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред и ќе имаме успех и понатаму. Исто така, од активностите, значи, би сакал да бидам и да кажам за еден нов проект да информирам, за кој информирав и минатиот пат. Значи се работи оваа година за зголемен број на активности. Значи покрај првенства да имаме еден проект нов, поддржан од нашата општина, се работи за училишните лиги во 5 спорта. Значи уште поголема масовност, уште поголем број на надпревари. Лигите се така направени да во нив учествуваат до 8 оделени учениците и до 3-та година средно, што значи го зголемуваме бројот на ученици кои ги офаќаме во училишниот спорт. Во рамките на општинските првенства се одигра финалниот надпревар во кошарка, каде основното училиште Свети Климент Охридски од Битола го освои првото место. Во продолжение дел од случувањата на теренот и трибините за време на финалниот меч. Јас сум Томче Тодоровски, имам 14 години и доаѓам од училиштето Ѓорги Сударев. На која позиција играш? Лево крило. Колку време се занимаваш со кошарка? Се занимавам околу 5 години, но во овие последни 3 години најмногу се влегов во спортот. Така, освен за твоето училиште, за дали се надпреваруваш за некој друг клуб? Се надпреварувам за клубот Јуниор, во него тренирам цел живот. За училиштето прв пат стигнуваме толкав успех, бидејќи никој доста не слушнал толку убави вести, дека влеговме во финале и никој тоа не го очекуваше и тоа е навистина еден голем успех за мене. Што очекуваш од финалниот надпревар? Па, не знам, Климент Охридски и тие се многу добро училиште, сите имаат големо искуство. Ќе одиме ние на победа, ќе го даваме нашето, ќе се случи тоа што ќе се случи. Ви посакувам успех. Благодарам. Јас сум Стефан Марковски. Значи, од кој доаѓаш од Климент Охридски училиштето, на која позиција играш? Па сега најчесто ќе играм на тројка, ама можеби ќе се смени нешто, зависи од тренерот. Колку време тренираш кошарка? Па некаде можеба ми е 5-та година. Професионално мислам во друг клуб, дали тренираш освен за училишниот? Па да, некаде од 2010-та година, можеби крајот, играм за кошаркарскиот клуб Јуниор. Па ете, ја добив честа да играм за финале за моето училиште. Се надевам дека ќе победим. За надпреварот, како противникот, како го оценуваш противникот? Па добри се тимски играчи, сепак добра конкуренција има са. Да се надевам дека ќе победим.
Викендов кој доаѓа стартува пролетната сезона од втората македонска фудбалска лига. Битолски Пелистер утре од 14 часот го игра дерби мечот на колото, а зелено-белите му гостуваат на тимот на Тетекс. По одлука на Фудбалската федерација на Македонија, овој меч ќе се одигра во Велес, без присуство на фановите на двата тима. По таа пригода разговараме со стратегот на фудбалскиот клуб Пелистер, Миле Димов. Утре официјално започнува пролетниот дел на втората македонска фудбалска лига. Дерби мечот го играат Пелистер и Тетекс на стадионот во Велес по одлука на Фудбалската федерација на Македонија, и тоа без присуство на публика. Во таа пригода разговараме со стратегот на Пелистер, Миле Димов. Господине Димов, кажете ми збор-два за утрешниот надпревар. Па видете, значи веќе месец и половина екипата се подготвува првен во Битола, па бевме на 10-дневни подготовки во Негорски бањи и потоа третиот дел од припремниот период го одработивме во Битола. Мислам дека екипата е подготвена и мислам дека утре ќе имаме првата утакмица во пролетниот дел со екипата на Тетекс и ќе мислам дека ќе биде еден добар дерби надпревар и се надеваме на позитивен резултат. Дали ќе биде хендикеп тоа што ќе играте во Велес без навивачите? Не, хендикеп само тоа што играме на вештачки терен, и знаеме дека и се среќаваме со потешкоти и кај нас тука, пошто се реновира градскиот стадион Понтумбе кафе, тренираме на тревнати, на вештачки терени, што представува доста проблеми кај играчите и еве и во моменту имаме неколку повредени, но мислам дека сепак имаме ростер што утре најспремните и најподготвените ќе истрчат на надпреварот во Велес. Откога дојдовте на чело на Пелистер, што се промени? Па, видете се, мислам дека се промени пристапот во играта. Мислам дека веќе ја сваќате фудбалерите играта што сакаме да ја наметниме, нашиот стил на игра, но и мислам дека од надпревар во надпревар уште поќе ќе играме се подобро и дека сепак треба доста период да помини за да створиш една нова екипа, а во моменту имаме 8-9 нови играчи. Така, околу новите играчи да ги споменете? Па вака, значи во оваа зима пазаревме доста, во шпицот се појачавме со Игор Клечкаровски, кој дојде од Силекс, со Благојче Марковски од Царедвор, Дејан Цветановски исто од Царедвор, Благојче Конјарски од Царедвор, Ристе Марковски од Лазрими, Тони Магловски од Кожув Гевгелија, Митрески Владе од Кожув Гевгелија и Мајкл Цветковски, повратник од Тајланд, поранешен член на фудбалскиот клуб Пелистер. Во пресрет на утрешниот надпревар со Тетекс, свое видување искажа искусниот голман и капитен на фудбалскиот клуб Пелистер Горан Пашовски. Во пресрет на утрешниот надпревар разговараме со капитенот на фудбалскиот клуб Пелистер. Каква е атмосферата во клубот? Здраво на сите, пред се поздрав до сите гледачи на Мега телевизија. Атмосферата во клубот е одлична. Добро се припремавме, имавме ни добри подготовки. Малце имавме проблем со некои играчи што се повредија, меѓутоа и тие во наредниот период ќе бидат добри, ќе бидат подготвени за следните надпревари. Атмосферата, како што кажав, е добра, со еден добар резултат, значи со позитивен резултат да ја почнеме оваа сезона и да го вратиме Пелистер каде што му е местото, а тоа е првата лига. Пелистер се засили со повеќе играчи. Како се вклопија во клубот? Играчите што дојдоа како пред се многу добри дечки, добар карактер, добри фудбалери, познати во македонскиот фудбал, добро се вклопија, добро ги примивме, како и сите досега играчи што има дојдено од страна. Мислам дека Битола е клуб, Пелистер е клуб што добро ги прима играчите од страна. Утрешниот надпревар ќе го играте во Велес, без присуство на чкембарите. Дали ќе биде некој проблем за вас и генерално за тимот? Ќе биде и голем проблем, знаеме поддршката на чкембарите, што значи кога ќе дојдат друго играчите дават повеќе од себе и мислам дека убаво е да се игра пред публика, а не пред празни трибини.